Јавно да велиш дека за националниот идентитет не разговараш, а за историјата ќе се договориме, е апсурдно. Ако ви ја земат историјата, станувате празна книга. Остри критики од поранешниот председател Бранко Црвенковски за начинот на кој власта ја води надворешната политика, посебно во врска со спорот со Бугарија. Според него договорот за добрососедство е голема грешка која не само што не реши ништо, туку ја отвори Пандорината кутија и даде аргументи на Софија да не напаѓа. Тезата која се пласираше во јавноста дека за националниот идентитет не преговараме, а за историјата ќе се договориме, во самата своја основа е апсурдна. Секој исечи национален идентитет е резултат на историски процес кој се потпира на одредени историски меѓници, настани и личности. Ако тие меѓници ви бидат одземени и прогласени за туѓи, од националниот идентитет не останува ништо освен празна реторика. Книга со корици и празни листови. Епа ние од македонизмот ниту можеме, ниту смееме да се откажеме. Со ова Црвенковски директно му возврати на бугарскиот председател Радев, кој се закани дека додека не се откажеме од македонизмот, нема ништо од Европската Унија. Екс-председателот имаше и критики за преспанскиот договор, за кој вели дека бил избор на помалото зло. Не чинел многу скапо, а не ги исполнил гаранциите за отворање на вратите кон Европската Унија. Црвенковски ги критикуваше и сите институции надлежни за водење на дворешна политика. Тој смета дека е несериозно клучните амбасади да бидат толку време без амбасадори. Македонија во Вашингтон нема свој амбасадор цели 4,5 години. Тоа е апсолутно неодговорно и недозволиво. Но има и од лошо по лошо. Република Македонија си дозволи во 2 наврати да предложи кандидати кои од страна на Соединетите Американски држави не беа прифатени. Ова е прв таков случај во историјата на независна и суверена македонска држава и тоа баш во однос на најмоќната, највлијателната држава во светот, во исто време и наш, како што велиме, најважен стратешки партнер. Штетата која со овакви неодговорни постапки се нанесува на угледот на Република Македонија е огромна. Заклучоците од дебатата помеѓу поранешни амбасадори, универзитетски професори и поранешниот шеф на државава се дека помеѓу политичките елити мора да има поголема координација и соработка, ако сакаме успех на политички, безбедносен, но и економски план.